Кои се причините за подемот на крајната десница, популизмот и национализмот во Европа? Гледам дека последниве години аналитичариве долж континентов се бават со тие причинско-последични односи, меѓутоа се задржуваат само на последните неколку години. Јас мислам дека причините за растот на крајната десница или национализмот во Европа треба да ги бараме децении на нас. Значи, сосема накусо, да подсетам на еден значаен момент во оваа насока, според мене, можеби најзначаен, кога за прв пат на јавна сцена на европскиот континент избива практично национализмот на прв план. Тоа се неуспешните референдуми за Европскиот устав 2004 и 2005 година во Франција и во Холандија. Гледате, некој ќе рече каква врска има тоа се што било пред точно 20 години со ова денес, меѓутоа, тогаш Франција решава да тргне по политиката Франција прво, кога што го гледаме последниве 7-8-10 години во Америка, и Холандија, која е со децении, не со години, пример за мултикултурализам во Европа и пошироко. Го одбиваат Европскиот устав, кој заговара уште поголеми политички интеграции, не само економски. Денес, како е состојбата во тие две држави? Денес во Франција имаме единечна партија која е далеку најсилна, на Марин Ле Пен. 2 години од сега има председателски избори и тоа е новата нормала за Франција. Никому не му е чудно што Марин Ле Пен, ако судот таму не каже нешто друго, не е евентуално и забрани да се кандидира, дека таа може да биде фаворит на тие председателски избори. Значи, од пред 20 години, да ја наречам грубо црната овца на европската политика, националистичка, ксенофобична, антиевропска, сега доаѓа да биде, и тоа нема никаква врска со Макрон, во однос на целокупното политичко милје и амбиент во денешна Франција, тоа е доминантна политика, не фигура, политика и концепт. А во Холандија, европскиот, ја би рекол и светскиот шампион во мултикултурализам, денеска таа држава е предводена од партијата на Герт Вилдерс. Освен што има 30% најмалку од холандското избирачко тело, фрапантно, третина гласаат за тој фашист, холандската влада денес е предводена од тој човек, од тие луѓе. Неговата партија предводи. Неколку други настани кои во тоа време покажаа дека Европа се движи кон таа несакана насока, според мене, е големата светска економска криза 8-9 која почна во Америка, но многу повеќе се прекрши во Европа, отколку во Америка. Паметите, сите напори што беа насочени кон спасување на грчката економија, во тоа време беа затекнати со класично одбивање од доминантен број на грчкиот народ, мислејќи дека богатите во Европа ќе кара размислува да го напуштат еврото, да се вратат на драхмата, и остана и ден денеска чувството, не само во Грција, неколку други држави кои беа погодени посебно од таа криза, Италија, Шпанија, Португалија на прво место, остана чувството дека големите држави во Европа ќарија повеќе од таа криза на сметка и на грбот на помалите држави. Што е заклучок во политичка смисла? Ако е тоа така, во Европа не ќе да е сите сме еднакви, тогаш дај да видиме прво националните економии и политики на прво место, а дури потоа проевропските или паневропските политики. И на крајот мислам дека трет настан кој беше вододелница, да го наречам, во зацврстување на овие тенденции за кои ме прашувате, за кои зборуваме, беше мигрантската криза, 15 и 16. Ова што европските аналитичари, дури овие што се од либералниот дел на политичкиот спектар, не сакаат да го спомнуваат, меѓутоа е факт. Европа е направена као доминантно бел христијански клуб. Ден денеска најголемиот број во Европа така ја доживуваат Европа направена 1957 година. Меѓутоа таа тогашна европска економска заедница со ова денешна Европа нема никаква врска. Демографијата е многу променета. Меѓутоа, реакцијата на таа стара Европа, да ја наречам од демографска смисла, беше запрепастувачка за сите демократи во светот во однос на мигрантската криза. Значи, тука се водеа, знаете, невидени битки кој колку да преземе, колку да не преземе од тие пежоративно наречени квоти на мигранти кои бараа спас од војните на Блискиот Исток пред се од Сирија. Гледате една потврда, би сакал да бидам директен во таа насока со аргументацијата, да не одам околу, бидејќи така најдобро ќе дојдеме и до евентуални решенија за проблемот кој постои. Гледате реакцијата на европјаните, доминантна бројка, независно во која држава живеат, во однос на сириските бегалци и во однос на украинските бегалци од руската инвазија во таа држава.
Во тоа време немаше ниту една европска држава која со голем ентузијазам ги прифаќаше сириските бегалци, затоа што не беа како нив. Дали сте чуле во денешна Европа, последниве 2,5-3 години од руската инвазија на Украина, дека воопшто некој го потегнал прашањето за квоти за украинските бегалци? Не. Затоа што ги сметаа за слични на себе. Затоа што мислат дека тоа е Европа од пред 50-60 години. Според проценките на Меѓународната организација за миграции, во овој момент во Европа има најмалку 2,5 до 3 пати повеќе украински бегалци во Европа, во Европска унија, отколку што има сириски бегалци во истата таа унија. Меѓутоа, реакцијата на Европа во доминантен дел беше сосема различна во однос на украинските бегалци, наспрема овие кои доаѓа од Блискиот Исток и беа со поинаква вера, религија, односно етникум. Во тоа се гледа дека Европа, за жал, во последниве неколку години особено, на едно видливо ниво, ја тера политиката Европа прво, па сите други понатаму. И сега да дојдеме до нашиот регион, апсолутно е невозможно Западниот Балкан, во кој сме и ние дел, да биде имун на тие тенденции, бидејќи е јасно дека ние во географска смисла, делумно и во историска смисла, сме биле дел и сме дел од Европа. Ние немаме на Западниот Балкан, во Македонија посебно, автоктони демократски мемории, институционална меморија, бидејќи никогаш во животот не сме живееле во демократски систем пред 91-та година. Од 91 до денес се обидуваме во оваа формална демократија да направиме некаков исчекор, меѓутоа тоа е прекус временски период за некаков значаен и фундаментален исчекор во градење на демократско општество. Затоа мораме да учиме од Европа. И последниве 10 години од прилика учиме од оваа Европа. Тие трендови што доаѓаат се лепат кај нас многу побрзо, ако тоа може да се налепи како тренд во една Холандија, во една Германија, во една Франција, што останува за западно-балканските држави, кои реков имаат прекусо демократско паметење за самите со локални автономни политички сили да изградат демократски општества. Во тој контекст, состојбата на демократиите во земјите на Западен Балкан се гледа дека е извонредно ранлива, еве и како рефлексија на европските трендови кои траат со децении да кажеме, секако во последно време, но и еден изворен, да го наречам, потенцијал за радикални, крајнодесничарски, популистички и националистички тенденции, авторитарни над се во Западен Балкан. Како ја оценувате вие состојбата на Западен Балкан во овој контекст на трендовите во Европа, во светот, меѓутоа и изворните капацитети развиени во авторитарни тенденции во Западен Балкан, имајќи предвид особено дека еден дел од земјите на Западен Балкан со децении наназад имаат авторитарни режими. Ете, ако погледаме, разговарав со една помлада генерација, дел од моите студенти на факултет, околу 90-тите, кои се формативни години за сите нас, сите овие држави кои се обидуваат да почнат нешто во реална демократска смисла, да изградат нешто во реална демократска смисла, малкумина знаат, не само затоа што е поминато многу време, дека и во 90-тите, значи се до 98-9 година, ова што е денес Западен Балкан не поминува толку добро во проценките и во извештаите на Freedom House, например, околу демократските параметри. И постојат неколку извештаи имено за нас, за Македонија, кои велат дека и во 90-тите ние сме хибриден режим. Сега, мојата теза била секој пат, иако многу од моите колеги ширум Балканот тоа не сака да го слушнат, дека единствената држава на Западниот Балкан која има неколку демократски исчекори неспорно направено во посткомунизмот, сме ние. Во однос на кохабитацијата на различните етникуми. Во микротраги или во помала мерка и пред рамковниот договор, по 2001 особено. Тоа не е Босна. Другите не ги ни спомнам. Босна која беше пример за таков тип на соживот, еден поинаков идеолошки амбиент во поранешна Југославија, по 91 влезе во строго во тие три националистички трла и тука некаква интеракција нема, освен кој што се мора, и тоа со помош на тие губернатори кои доаѓаат од надвор според Дејтонскиот договор. Ние имаме неколку значајни исчекори по 2001-та
И јас тврдам дека именно заради тоа, неполни 3,5-4 години по внатрешниот конфликт кој го имавме во 2001-та, Европската унија ни даде кандидатски статус. Заради успешна имплементација на рамковиот договор. Неспорно. Значи, од ова крупно албанско малцинство, како го нарекуваме, кое беше само 2,4% во нашите институции застапено до таа година, денес е 21%. Тоа бара многу политичка волја на страна ресурси, да се случи таква инклузија. Меѓутоа, ние последни и почнавме да ги копираме овие лоши европски, па да не кажем и американски тенденции, затоа што практично отпорноста на самата суштина на општеството не беше на толку високо ниво, да гледате дека Европската унија, која 20 години е за наш па и повеќе, е еден светилник на крајот на тунелот, кон кој сакаме да одиме и да видиме дел од тој демократски клуб, е се помалку демократски, во принцип, и во просек. А Америка, во која се колнеме не знам колку години и децении со право, последниве 10 години, влегува исто така во една класична изолационистичка политика, вели прво ние па сите останати, и воопшто не зборува за извозот на демократските вредности, колку и да е контроверзен тој поим, особено методите со кои тоа беше извезувано во наводници порано. Меѓутоа, вие немате надворешни репери, внатре ние немаме, реков пред 91-а, никакво демократско искуство. Затоа што претходно сме биле република во составот на Федерална Југославија, а Федерална Југославија никогаш не беше демократски ентитет. Беше монопартиска држава со култна личност, така натаму. Тоа не беше социјализам или комунизам од типот на Источна Германија, Бугарија, Албанија, Неверходжа или Романија на Чаушеску, ама тоа беше недемократски систем. Ние во тоа време, за помладиве генерации да споменам, немавме поим околу основните, не знаевме ништо за основните демократски категории. Ние во тој систем имавме принцип на единство на системот, го нарекуваме. Сега што го нарекуваме три гранки на власта, секоја е независна една од друга и секој има checks and balances према секоја друга, меѓутоа има автономија во својата област. Во тоа време единство на власта постои. Тоа постои социјалистичка сопственост која ни денеска не можеш да ја дефинираш на еден рационален начин во однос на параметрите на либералната демократија. И одеднаш се прави таков културолошки, не само политички крж во главите на секој од нас, особено оние кои се повозрасни, и тие не може да се адаптираат на новиот систем. Да ви кажем еден куриозитет кој не знам дали некој некогаш го споменал во јавноста. Првиот политички спот во оваа држава е снимен 1994 година. Ние до 1994 година не сме имале потреба да снимаме политички спотови, бидејќи немаше компетиција политичка меѓу повеќе опции на изборите до тој момент, до 91-а, а од 91-а до 94-та немавме автономни сили тоа да го направиме, и 94-та првите политички спотови ги снима фирма од Белград за двете главни политички опции кои излегуваат на изборите. И за ние зборуваме, тоа е фракција од времето кој е потребно за демократска консолидација. Надворешните примери исчезнуваат или бледнеат, внатре вие немате историја, например како балтичките држави, чии што први председатели и премиери беа скоро без исклучок претходно дисиденти, дојде од Канада, од Америка, од Германија, и ја го преземаа кормилото на тие бивши комунистички држави и живееа во капитализмот, за да го знаеа тој систем, на човекови права, на медиски слободи и така натаму. Ние и тоа го немавме, бидејќи нашата политичка елита која владееше по 90-тите и ден денеска е се остатоци или рецидиви од тој систем. Зашто не ме чуди што и ние полека загазивме на таа патека која не е добра за една мултиетничка држава и општество како што сме ние, меѓутоа долго време се опиравме, така да кажем, направивме неколку значени политички исчекори во таа смисла, меѓутоа за жал трендовите и нас не поклопија, и ова што се случува последниве месеци, можам да го илустрирам, да речеме, иако не сакам да навлегувам во дневна политика, со резултатите од последните парламентарни избори. Околу 3/4 од гласовите кои беа дадени во делот на етничките македонци, зборувам, беа за националистички партии. И за партии кои ги добија изборите практично на антиевропска агенда. Тоа не се случило никогаш од 91 до денес. Ама никогаш. Значи, денеска, ако направите еден краток осврт или фрлите само еден поглед на политичката сцена во Македонија, албанската политичка сцена има поинаква динамика. Тука има, се разбери, националистички напливи, меѓутоа и етничка агенда, меѓутоа ова што се случува во македонскиот дел е уникум, затоа што денешната политичка сцена во етничкиот македонски дел е понационалистичка него во 90-тите.
И тоа не зборува добро за перспективите во случај ако се продолжи по оваа патека и ако не се вратиме на изворната, демократска изворната проевропска агенда. Двојните стандарди, бавноста, бирократијата на Брисел. Сето тоа ја направи Европска Унија и вредностите, фундаменталните вредности на кои почива Европска Унија, без оглед на практиките и на авторитарните тенденции и на сето тоа што ја одликува Европа денес или Европска Унија денес, ја направија ранлива и во поглед на влијанијата и на хибридните закани од истокот, кои, впрочем, центри од истокот и ги финансираат делумно и крајно десничарските слоеви, односно entiteti во Европска Унија, кои се во подем. Како ја оценувате улогата на европските институции и воопшто на општествата во земјите членки на Европска Унија во контекст на ранливоста или отвореноста кон влијанијата од истокот, пред се тука мислам на Кремљ и се разбира и на Пекин, меѓутоа пред се на Кремљ? Ја би го поделил тоа на два слоја, ако така можам да кажам, тие негативни влијанија кои доаѓаат пред се од Руската Федерација или од авторитарни режими во кои се разбира Руската Федерација зазема доминантно место во денешниот свет. Би го поделил на безбедносниот слој, безбедносно-разузнавачкиот слој, ако сакате, тој тип на пропаганда кој оди низ медиумите, и го поделил на политичките влијанија. Мислам дека до сега не сме го правеле тоа на таков начин, сакам да го расчленам за да покажам дека динамиката на наблегување на тие лоши или недемократски практики на наша територија започнува прво во безбедносниот дел, за жал последниве години ни доаѓа и во политичкиот дел. Во безбедносниот дел ние тука имавме огромна помош од НАТО алијансата, каде што станавме полноправна членка 2020 и влеговме комплетно без било какво ограничување во тој информативен систем во кој се делат или споделуваат чувствителни информации. И во тој дел можем да кажам дека ние сме држава која има најмногу протерани така наречени руски дипломати во изминативе 3-4 години. Значи базирано на работата на нашите служби и базирано на што партнерските служби ни го даваат. Се разбира тука Европа е незаобиколен дел затоа што знаете дека членството во ЕУ и во НАТО се поклопува во над 90%. Тука има и многу големи европски држави кои ни пружија помош преку НАТО членството нам во тој дел и мислам дека тука прилично добро се спротивставувавме или одолевавме, да кажем, на тој тип на пенетрација. Она што мене ме загрижува последниве неколку години, последнива година-две, е тоа што за жал политичките тенденции од тие авторитарни режими почнуваат да фаќаат корен и овде. И вие имате се повеќе и повеќе не само млади луѓе, и постари луѓе кои велат го видовме експериментот со демократијата, тоа не е демократија, тоа е хаос. Тоа секој може да прави што сака, така е поимаат. За жал тоа е една вкоренета перцепција веќе. И за тоа се должи таа перцепција на тоа што сите ние генерации, повеќе или помалку политички генерации, не испорачавме во демократска смисла како што треба од 91 до денес, меѓутоа таа е перцепцијата и вели сега треба да се обидеме со цврста рака. Концептот на цврста рака на владење, диктаторски концепт без дилеми, денеска ако ги прашате граѓаните на денес Република Северна Македонија ќе ви кажат дека тоа е веројатно единствениот излез од оваа хаотична ситуација во која се наоѓа целиот свет, така целиот свет се наоѓа. Кога ќе им кажете дека треба во демократските институции долго да преговарате, дека тоа и чини пари и ресурси и пред се времето како ресурс е конечно најважен, тие велат немаме ние толку време за губење. Дајте да го удриме, да го решиме тоа со удирање на маса и да било кој проблем. Со удирање на маса нема демократија во светот која тоа го работи на таков начин. И за жал демократските примери из оваа пропаганда која доаѓа, низ лажните вести кои ни станаа секојдневие во изминативе 8 до 10 години, тие практично диктираат како треба да се однесуваме и во политичкото поле. Бев дел од неколку истражувања на таа тема, кои ги прошуваше луѓето околу нивните преференции во однос на тоа како треба да се делува и против контрастратешките проблеми и наспроти овие што се дневни предизвици. И се запрепастив од бројката, околу 70% од сите прашани од тие истражувања велат дека
демократијата е експеримент кој не успеа секаде во светот, велат. Гледате Америка, гледате Русија, гледате Кина, или велат што и фали на Кина, со тој еднопартиски систем кој има една економска велесила и така натаму, не гледајќи зад параванот, за таа фасада, дека таму има концлогори, дека има луѓе кои страдаат, нема слобода на движење, дека нема никаква слобода на медиуми, дека интернет не постои во многу од тие држави, или постои локален интернет кој им продуцира локална верзија на вистината, што постојат нивни специфични животи во кои тие живеат, кои се во едно огромно стаклено звоно, луѓето не патуваат надвор. Последниот случај може да го видите. Единствените севернокорејци кои патуваат, кои излегле надвор од државата во која граѓаните не поседуваат патни исправи, е во војната во Украина и ги носат као топовско месо на украинскиот фронт. И луѓето повторно се фасцинирани, значаен дел од нив, од таквите примери. Многу е тешко да им кажат дека треба да биде поинаку, затоа што тие, за жал, во овој не море, туку океан на лажни вести и таква политичка пропаганда и тие дезинформациони кампањи, тие ги гледаат и им остануваат, им озвонуваат во ушите само негативните примери. Вие немате денеска позитивен пример во кој ќе речете, например, таа и таа држава им дала повеќе права на некому, или тамо луѓето се задоволни од животот што го имаат. А такви примери има. Меѓутоа тие ги даваат само овие примери кај што се еве демократијата пропада. Еве каде е Америка. Ова ли е Европа кон која сакаме да одиме? И една локална специфика за нас е тоа што Европа, која долго време објективно не занемаруваше поради X причини во однос на нашето приклучување кон Унијата, е прецепирана последниве 3 години и низ така наречена бугарска призма. Вели, ако е ова организацијата во која треба да се приклучиме, а овие толерираат вакво недемократско однесување и однесување кое не приличи на нација, на народ, на држава во 21 век, вели подобро не благодарам, подобро да не бидеме таму. Морам да кажам дека тој тип на блокади кои ги имавме, особено последнава блокада од Бугарија, ги сруши за многу позитивните перцепции околу Европската Унија, кај многу еврофили, да не зборам за останатите кои ги има и ги имало секој пат доста во нашата држава. Кои се вашите препораки за прогресивните сили во Европа и во светот? Многу е тешко да дадете препорака која би била куса и која би била апликативна веднаш, бидејќи таква работа не постои. Јас мислам дека клучната работа која демократиите, особено на Балканот, формалниве демократии, ја заборавија, е образовниот систем. Од најмали нозе ти мораш да ги учиш дечињава дека мора да коегзистираат со оние што има различна боја на кожа, различна вера, различна нација, различен пол, да ги толерираш до максимум сите тие разлики кои го прават богатството во едно демократско општество, не во авторитарно се развива. Ако тоа не го фатиме од почетокот, од прво оделение, да не кажам и од градинка, и ако не ги учиме на критичко размислување, 5 пати да проверуваат нешто што виделе на овие модерни гаджети сега што ги има секој при рака, од најмали години, тоа е најдобриот начин утре да изградите една личност која ќе може навистина критички да се однесува и кон уставно кажано своите и кон останатите. Да не дојдеме во ситуација како што направи сега скоро една држава да забрани пристап на интернет за деца до 16 години. Не мислам дека тоа добар начин да им браниш на работа. Треба да им кажеш кои се предностите и маните на тоа што им е на дофат на рак. И за тоа треба се разбира концепт, за тоа треба системски пристап, и не само кај нас, и би било добро, јас се надевам, стари демократии, како ги нарекуваме, дека ова што сега се случува во дел од нив, значи, зборам за Америка, зборам за неколку клучни европски држави, дека се само, тоа е аберација од демократијата, тоа се само искокнување од демократските шини, дека тие повторно ќе се вратат не на оно што било порано, бидејќи со тек на времето вие мора да се прилагодувате од демократските форми низ кои тоа го аплицирате, меѓутоа не можам да видам дека воопшто во светот последниве децении се појави алтернативна форма на либералната демократија, сите нејзини мани, зборам за алтернативен систем, не поодделна пракса. Не можам да видам каде тоа се појавило, па дај да го копираме тоа. Ова што се појавува што е сега во Кина, ова што беше од 79 година што се појави во Иран со таа нивна така наречена револуција, тоа не се ова авторитарниве режими и либералните демократии, тоа не се алтернатива. Тоа не е добро не за мене и за вас лично. Тоа не е добро за благосостојбата на луѓето, а секако не е добро за светскиот мир и безбедност.
Имено познато е и од науката дека демократските држави се просперитетни и во економска смисла на зборот. Посебен е примерот на Кина, која се разбира на сметка на жестока експлоатација на локалното население, е богата држава и е некаков економски фактор во светот, но населението во најголем дел живее во беда, страф и репресија. Како и да е, со сето ова кажано, може би наивно ќе звучи прашањето, но каде се движи Северна Македонија? Ние не можеме да бидеме источок од регионалните и од глобалните трендови. Знаете, просто е невозможно, дури и да сте една Швајцарија која има 3-4 века стабилност, мир, просперитет, без стресови живење и така натаму. Значи не може да бидете изолиран остров од тој океана кој е водата премногу бранувана околу вас. Значи јас се надевам дека овие демократски примери истакнати во светот ќе се повратат на демократската патека. Повторно ќе бидат пример за сите луѓе кои сакаат демократијата и пред се слободата на индивидуата. Инаку не можам да видам како ние со самостојни, со домашни, со автономни сили и капацитети можеме да станеме демократија. Впрочем, да можевме, немаше да бараме да бидеме во Европска унија. Ние не одевме, тоа јас сум го објаснал, не знам на колку собири со граѓани, контакти со луѓе на улица, било каде. Ние не баравме да бидеме и не бараме сега да бидеме членка на Европска унија за да ги користиме европските фондови, пари да ни даваат, а ние да не работиме. Ние бараме да ги усвоиме принципите врз основа на кои тие општества се организирани и се просперитетни еве неколку векови назад. Тоа го бараме. Како една Германија може да има така организирана, да речеме, администрација? Како Норвешка може да има, велат, најдобри граѓански регистри и евиденции во светот? Како можат, не знам, судовите во Велика Британија да бидат навистина независни? Како може медиумите во Америка да бидат апсолутно независни од една или друга политичка партија? Мене тоа ме интересира. Ние не одиме тамо за кеш да ни даваат и да не хранат од први до први. Така што, само на таков начин и да бидам искрен, немам преголема верба во домашната политичка елита во која сум ја бил дел. Мислам дека треба и од надвор да дојде еден поттик, затоа што, да не звучи сега као излижана фраза, бидејќи ја живеевме 45 години во бивша Југославија, кога работничката класа наводно беше на власт, ја мислам дека треба да почнеме да го повторуваме и да го живееме, тој новиот слоган или модификација на таа фраза што беше околу пролетарите. Мислам дека треба сега да постои слоган демократија од целиот свет, обединете се.